Добро вечер. Недела 22 часот, време за емисија во центар на YouTube. Јас сум Васко Ефтов, почитувани гледачи, а вие сте на вистинското место. Зошто? Бидејќи во наредните 60 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Во понеделникот Стефче Екимовски, Кати Ценева се ставени на американската црна листа. После понеделникот Стефче Екимовски е првиот лиценциран трамповист на македонската политичка сцена и така ќе учествува во претседателските избори, а Кати Ценева е всушност избрана за да биде вратен случајот специјално јавно обвинителство, случајот рекет во политичките разврски во Република Македонија, каде завршија парите во ташната на Луи Витон. И всушност сите овие играчи кои учествуваат во рушење на специјалното јавно обвинителство, кои учествуваат сега во блокирање во овој закон за рестриктивни мерки, Зоран Заев, СДСМ, вчера СДСМ ги правеше пратеничките листи, ВМРО-ДПМ не дојде ќе го направи едната недела. Меѓутоа после понеделникот не влегуваме во една нова фаза на политичката разврска, која своето финале ќе има на 8 мај и после 8 мај во Република Македонија. Македонија веројатно ќе влезе во еден интересен изборен и постизборен период, каде што ќе бидат можни неколку варијанти. Едната варијанта ВМРО-ДПМ или некоја друга политичка партија да формира чиста влада, да биде формирана некоја широка влада како резултат на некаква политичка криза, или Тала Џафери да го продолжи својот премиерски мандат до следните локални и предвремени парламентарни избори. За сите тие теми разговараме со Иван Величковски. 60 минути останете со нас, нема да зажалите. Добро вечер за Иван Величковски. Добро вечер. Всушност добро вечер за Иван, за малку претседател Величковски. Нека биде и така. Ви се сврти името во овие потенцијални кандидати за претседател на државата. Додуше таму на листата се предавници, што би рекле северџани. Па станува збор очигледно за сериозно размислување во услови кога се бараат ликови, карактери, а зашто да не и авторитети кои и тоа какви предизвици ќе има во следниот период. Мене ми фалеше таму само името на Панче Тошковски, министр за внатрешни работи, бидејќи поголем северџан од Панче Тошковски сега во овие изминати 30-40 дена нема. Толку, значи, со полно срце се бори за името Северна Македонија и на тие негови гласачи или симпатизери на партијата кои не извадиле пасош Северна Македонија по скратена постапка да им извади пасош на Северна Македонија, значи таква борба не сум видел досега ниту еден министар како од Панче Тошковски. Па добро, тој го официализираше оно што сите го знаат, дека ВМРО-ДПМ фактички само вештачки ја избегнуваше темата, си имаше согласено со Преспанскиот договор премолчано, а сега очигледно си јавно си го спроведува и веројатно тоа е добрата работа, добрата вест во оваа ситуација. Нешто слично на Александар Вучич, бидејќи вие кога ги слушате овие американски представници Ескобар, Кристофер Хил, неговото интервју пред 4 или 5 дена на српската државна телевизија, во интервјуто Ескобар вели дека Охридскиот договор, значи тоа е договор кој Курти и Александар Вучич го прават во Охрид минатата година, 90% е во корист на Косово. И тоа Вучич не им го кажува на своите гласачи или на граѓаните на Србија, но ги спроведува тие работи. Значи нешто слично е и ролјата на ВМРО-ДПМ, не тоа сака да кажете. Да, затоа што во дадената ситуација да се сетиме вака. Кога дадавте примерот со Вучич. Ако не се лажам, лани веќе излезе уште малку артилерија на граница постави кон Косово. Запотоа во јануари годинава табличките кои што беа повод за таа манифестација на сила и на моќ, табличките, косовските таблички да бидат признати и да се движат низ Србија без никаков проблем. Истото е сега и овдека. Со динарот нели веќе не важи на територија на Косово. Па и сетете се дека во целата постапка во однос на динарот. Пасошите не се признава на косовските граѓани, мора со српски пасоши да поминуваат територија на Србија, па таму кај Суботица да го вадат косовскиот пасош. Сето тоа е завршено и мислам дека како што јавноста во Србија види дека сите тие големи тешки зборови на крај завршуваат со дела онака како што е договорено. Истото и јавноста во нашата земја забележува дека всушност целата галама била за тоа како да се позиционира ВМРО-ДПМ, да одржи уште малку од тоа замислено, така да го наречеме, чојство, но всушност да ни одземе 8 години или 7 години во изминатиот период за целосно интегрирање. Ако на таа листа на кандидати за претседателските избори од редовите на СДСМ или редовите на власта, бевте вие Денко Малес и Сашо Ордановски, нели северџани потврдени, значи според ова што кажете Панче Тошковски апсолутно ќе заслужеше да на таа листа. Да, затоа што видите првата средба ја одржа со амбасадорката на Грција. Сосема логично, повторно морам да кажам. Но
Јачината на пораката која што ја доби назад беше многу отрезнувачка за ВМРО ДПМН и очекувам дека истите пораки ги добивате за другите прашања. Да ве потсетам. Дали може да се одложи процесот на издавање, уште малку да добиеме време за издавање? Не. Охи. Толку заврши приказката. Може. Освен доколку ако се не се повлечате од Преспанскиот договор, така е. И во тој момент ВМРО ДПМН преку Тошковски јасно си кажа дека ниту П од повлекување од Преспанскиот договор. Сака да кажете дека така ќе биде и со францускиот предлог, ќе Да. седнат со бугарскиот амбасадор или со некој представник на бугарската држава, ќе го отворат прашањето на францускиот предлог и да го дотераат со нови елементи, со некои нови формулации. И во тој момент кога ќе го отворат тоа францускиот прашање, предлог овдека го пред јавноста е представувано дека тоа е нешто некој документче кое што ние можеме како сакаме да си го менуваме. Ние не разбираме дека тоа е дел од преговарачката рамка. ВМРО ДПМН тоа добро го знае. И Мицковски го знае, и Тошковски, и Милошовски сите. Како дел од преговарачката рамка, тоа значи дека Северна Македонија преговара со Европската унија, не преговара со со Бугарија. 27 или 29 земји членки на Европската унија. И ако тоа е поминато како преговарачка рамка, Таа е рамка. кревање на глас или согласање на сите земји членки, тоа значи дека да се менува таа преговарачка рамка, Тоа треба значи да дека гласа секоја друга земја која што ќе биде во процес на преговори може да ја менува преговарачката рамка. Европската унија, Брисел, овдека се представува дека таму постојат разногласија. Да, постојат, но тоа што е утврдено, е утврдено. Да, Европската унија цело време во своји реформи се формира, значи се форматира да презема се повеќе и повеќе заеднички надлежности. Но во тие рамки, низ договорите од 50 и кусур години наназад, секој чекор бил во утврдување на заедничка надворешна, одбрамбена ако сакате, безбедносна политика и слично. Личковски. Таа рамка е таа рамка. Ако Преспанскиот договор е пишуван во Атина, во амбасадата на Америка во Атина, Кейт Мирин Бърнс подосна доаѓа нели амбасадор на Америка, беше во амбасадата на Америка во Грција, после доаѓа да биде Да, амбасадор таму на беше Америка заменик амбасадор, потоа дојде овде. во Република Македонија. Тоа значи дека францускиот предлог е пишан во амбасадата на Америка во Софија. Во секој случај, ако не е пишуван, во секој случај е добро одмислуван. Тоа значи дека тие два договори во на ланско објаснување на Џо Бајден, во оние 3 точки кои треба да бидат основа, нели некој да се класифицира или да не се класифицира, да биде на американската црна листа плюс криминал и плюс корупција, тоа значи дека тие 3 договори се ставени на американската 3 црна листа. договори, бидејќи рамковниот договор, Третиот е рамковниот. Софискиот, Преспанскиот. Софискиот го подразбира и францускиот предлог или така наречениот протокол за Се сојување. претопуваат едни во други во Е една целина Така е. која што ги дефинира односите во државата и на државата кон соседите и во меѓународните односи. И тие се всушност целината во која што едно општество како што е нашето со сите своји различности може да ги стави во функција на градење заедничка, јасна, промислена и просперитетна политика. Секој од тие 3 договори одземен од целината ја руши изградената пирамида на стабилност. Зошто е многу битно го користам изразот пирамида? Затоа што пирамидата има поширока основа и не е тешко да ја симнете. Но, доколку се продолжи вака, јасно станува дека целта е да се наруши стабилноста, безбедноста на државата и тоа се врши во изминатиот период низ корупција внатре во институциите, низ олигархиско дејствување, злоупотреба на институции и финансии, окупација на финансиски, безбедносен и сите други подсистеми во државата. И затоа денеска ги имаме и црните листи за кои што гледам дека сите поприлично се вознемирени иако се премолчуваат. А како ве слуша човек ко Никола Пашич, како вели, спаса нам нема, а пропасти нечема. Значи, многу критична ситуација која вака ја имате насликано. И сега ќе имаме председателски избори кај што вие нема да учествувате, значи во едни несигурни раци оставаме државата, како велевте Стео Пендаровски го има третиот мандат на Ѓорги Иванов. И ако сега Стео Пендаровски и Гордана Селјановска би требало да направат реприза на оној дуел Бајден и Доналд Трамп, тоа значи дека сега ние на 24 и на 8 мај ќе гледаме Стео Пендаровски и Гордана Селјановска. И тука е прашањето Во како битка за 4ти мандат на Ѓорги Иванов. Или ќе ви доизмените вашето тврдење пред доколку 7 месеци. Доколку се движат во повторување на 4ти мандат на Иванов, тогаш сметам дека државата ќе навлезе во многу подлабоки проблеми, а доколку не,
ќе може да се најде начин како сите овие опасности за кои што зборувавме да бидат избегнати и напротив да се движиме во просперитетна фаза. Гледате се, испадна, како и гледам од страна на работите, ние не сме виделе, не сме тестирале како функционира под притисок Гордана Селјановска, значи можам да говорам за Стево Пендаровски. Стево Пендаровски ми делува многу постабилни од Мицковски и од Димитар Ковачевски. И знаете, тешко на она држава, каде што Стево Пендаровски ви делува постабилно од лидерот на опозицијата и од првиот човек на СДСМ Димитар Ковачевски. Во секој случај, да се надеваме дека се извлечени искуствата, позитивните и негативните од изминатиот период. Може би, па само кастингот и понудата станува од ден на ден се послаба, бидејќи Стево Пендаровски во политиката пред Мицковски, пред Ковачевски, тоа значи ке тие кои дошле после Стево Пендаровски се уште подошле Стево Пендаровски. Па ќе видиме вака оценката или проценката на сите, како е на граѓаните, така и на меѓународната заедница. Ќе видиме низ тоа каков ќе биде епилогот на вториот круг на изборите. Како што ги гледам сите анкети во моментот, известно е дека два кандидати влегуваат на најголемите политички партии во земјата влегуваат во втор круг. Но она што е интересно е и што намерно гледам дека се трга на страна е причината и потребата сите партии, политички партии на албанците во Северна Македонија да застанат унисоно за еден предлог избор на претседател на републиката во собранието. Ќе кажам повторно, како што споменав и предходно, во предходните. Тоа значи Величковски дека ние освен во наводници уставни проблеми поради францускиот предлог, ако го отвориме тоа прашање претседателот на државата да се бира во парламентот, а не со гласање на сите граѓани во Република Македонија на претседателски избори, тоа значи ја враќаме ситуацијата од 90-91 година првиот избор на Киро Глигоров, па сменете уставот за да може да удоволи на желбите на Киро Глигоров да биде избран со мнозинство гласови на македонските граѓани, но освен француски предлог ние имаме уставни измени, каде што ќе се отвори промена на уставот дел на претседателски избори, каде што ќе се отвори промена на уставот делот на 20% од албанското малцинство во Република Македонија. Тоа значи дека ВМРО-ДПМН е согласна за уставни измени, а не е согласна за француски предлог, што е малку тешко да се поверува. Ќе ви одговорам во 3 дела, ако дозволите. Малку... Вие сте кандидат за претседател, сте биле спомнат, значи јас со должна доза на респект мора да се однесам кон вас. Јас се надевам дека респектот го темелиме на кажаното и тоа дали се остварило или не. Функции има и функционери имало многу и ќе има, да видиме кој што ќе сработи. Во основа ви благодарам значи на пристапот, на можноста да разговараме на оваа тема затоа што вие сте всушност единствен политичар во Македонија кој се откажал од претседател. Ја згазнавте либерална демократска партија, така што покажувате принципиелност по однос на тоа прашање. Јас сум само човек кој што понел одговорност за неуспех на партијата и таа одговорност се советува. Како успеете партија која настанала од олигархијата, вие полна уста критики на адреса на олигархијата. Тоа била една од причините за несогласувањето. Социјалдемократска партија, а тој води десничарска политика. Знаете како е, кога имате принцип, принципот ќе ве води вас или ќе го погазите вие принципот. Затоа да се вратиме на во 3 фази, како рековте, ќе ми објасните. Да, во три дела, заради тоа што станува збор за предлог во кој што посредниот избор на претседател во собранието. Тој треба да ја одрази националната кохезија, не етничката, туку националната. Тоа значи дека нацијата преку своите избрани представници во собранието, граѓаните ќе го изберат претседателот на посреден начин, бидејќи истиот број на гласови. Мислите дека ќе ги натера политичките партии да преговарат? Токму така, ќе влезат во диалог и нема да мора да се кријат за популистички тешки најави, изјави и слично, кои што потоа како сега во даденава ситуација ќе ги држат притиснати до зид. Грција на пример има избор на претседател во парламентот, Албанија има избор на претседател во парламентот, и тоа секогаш оди низ мачни процеси, да речеме. И тоа се унитарни една, втора, трета фаза, ако не успеат, или се намалува бројот на гласови кои се потребни за избор на претседател. Постојат различни модели, но тоа се унитарни држави. Ќе ве потсетам дека и лани кажав токму во оваа студија, дека пред нас е изборот меѓу Дејтонска Македонија и рамковна Охридска Северна Македонија. Држава членка во НАТО и членка во Европска унија, Северна Македонија или поранешна Југословенска република, која што доколку продолжат ваквите тенденции, да ги наречеме центрифугални,
практично ќе ја федерализираат. Со каква страст се кажувате Дејтонска Македонија и рамковна Северна Македонија. Да? Ја никош не сум ве слушал, не вас, него генерално сите овие луѓе. Да, навистина тоа е реалност која ја прифаќаме во Република Македонија, живееме, одиме на доктор, одиме во институции, во банки, на факултети и користиме. Министерот Тошковски не возможува да дојдеме полесно до тие пасоши, документи. еве на пократка постапка, значи на една брза патека што се вели. Ама вие со таква страст ја кажувате таа Северна Македонија која да е тоа нешто што сме го сакале од кога сме се родиле. Јас се сакам својата држава. Ева е Северна Македонија за вас. Па јас гледам дека така се вика по сите документи, во сите меѓународни комуникации и слично. Тога сте печено ВМРО доите. Бидејќи ја прифаќате реалноста. Значи јас цело време сум се сомнеал дека вие природно инклинирате кон ВМРО ДПМН и сега само ми потврдивте. Добро. Драго ми е што имавме време и за хумор. Да се вратиме на вториот дел од одговорот. Ризикот на тие центрипетални сили, тоа не значи дека ќе заврши. Мислам дека со минатиот гостин со кој што разговаравте минатата недела, исто така се обиде да укаже на такви ризици. Какви ризици, например? Ризик за неизбор на председател или избор на председател со странско замешателство во изборот на председател, што например би било различно, еве да речеме председател да се бира во парламентот, што тоа би донело. Би седнале партиите да разговарат, во изминатите 32 години нас не се покажа или ни докажа партиите дека не се капацитетни да се договорат, па ќе имаме купување на пратеници ко Крстомуковски, некој нов Крстомуковски, Нола Исмаиловски, така натаму и така. Дали во првиот избор на Киро Глигоров беше купен некој пратеник? Па беше 60-60, тоа ни ја покажа поделеноста на Македонија. Затоа не беше успешен првиот избор на Киро Глигоров. Па се отиде на втори избор на Киро Глигоров, како што тоа Нандо вели дека тој имал клучна улога во обедување на пратениците да гласаат за Киро Глигоров. Затоа што низ политички диалог се дојде до решение. Па Киро Глигоров му даде подпредседателско место на Љупчо Ѓоргиевски, тој да биде председател, Љупчо Ѓоргиевски да биде подпредседател, па Љупчо Ѓоргиевски после една година си поднесе оставка на подпредседател на председател. На председател, значи си измисли одредена функција. Така функционираат компромиси во македонски услови, кога вие го контаминирате, го правите смешен, го гнасите процесот на договарање, на преговарање. Но да се подсетиме, Киро Глигоров имаше поголема функционална употребна вредност, политичка, ако сакате, вредност, избран во собранието со двотретинско мнозинство, одошто 94-та, кога сепак беше партиски предлог. Се извинам, ако веќе отварате таа тема. Тоа е еден драматичен конфликт кој мислам дека во наредниот период ќе се случи во Република Македонија. Киро Глигоров беше шеф на Сојузот за Македонија. Во тој Сојуз за Македонија бе СДСМ, Либерално или Реформската партија на Стојанов, Социјалистичката партија на Љубиса Филнов, претходно беше на Поповски, на Киро Поповски. Значи Киро Глигоров е шеф на Сојузот за Македонија, Бранко Царенковски е шеф на СДСМ. Во одреден период шефот на СДСМ влегува во конфликт со шефот на Сојузот за Македонија. Затоа Киро Глигоров и пред атентатот и по атентатот беше многу помалку капацитетен во споредба со Киро Глигоров кој беше избран со гласови на СДСМ. Значи, меѓу 91, 90, 91 и 94 изборот, посредниот избор и улогата на председателот во помирување на партиските разлики во функција на создавање и исполнување на националните цели, значи на целите на нацијата, не на една етничка заедница, овозможи да... Сигурно. Тоа, знаете, како би го дефинирал, за да може граѓаните да објаснат. Васил Тупурковски е член на председателството на СФР Југославија. Значи, тој е шеф, дека постои СФР Југославија, на Киро Глигоров, кој е председател на Република Македонија или една од 6 федерални единици во рамки на таа СФР Југославија. Кога се распаѓа СФР Југославија, Тупурковски, кој бил шеф на Киро Глигоров, мора да се врати во Република Македонија и Киро Глигоров да биде шеф на Васил Тупурковски. Слична беше ролјата на Киро Глигоров и Бранко Царенковски. Затоа и се намали мокта на Киро Глигоров, а после атентатот и целосно беше маргинализирана. И сега да, значи, со овие два предизвика кои што... Значи, сакате вие да кажете дека вие не трчате председателски избори, чекате да ви изберат во парламентот. Не, мислам дека ние доаѓаме до низ уставните реформи кои што ги правиме и кои што не се повеќе од промена на името или повеќе од внесување на заедници во преамбулата. Ние фактички треба да изградиме, имаме можност да изградиме функционални институции кои одразуваат нашите
специфичности или да продолжиме со модел кој што е граден по еден или неколку луѓе Ај само. практично. Значи ВМРДПМН прифаќа 20, да се смени оној дел на уставот дека 20% малцинство одредени. Се мисле на албанското, се мисле на албанското. Ќе извинете што нема да се скандализирам бидејќи овие работи ги зборувам од 2013-14 година. Не е спорно, само објаснуваме. Да. Тоа значи дека ВМРДПМН веќе има платформа за преговори со албанската опозиција. Од друга страна го прифаќа делумно предлогот на ДУИ, председател да се бира во парламентот, што ќе рече дека ВМРДПМН веќе има преговарачка позиција за промена на уставот и во преговори со ДУИ и со Али Ахмети. За разлика од СДСМ, кој има платформа за преговори со албанска опозиција, но има мала платформа за преговори со ДУИ, например, бидејќи тие го отфрлија предлогот за избор на председател во македонскиот парламент. Па мислам дека во СДСМ ќе треба да влезат во две следни, и то брзо да ги поменат тие следни фази. Прво, фактот што се согласија на двојни избори во исти циклус, во исти датум, беше по мене непотребна, како да кажеме, екзибиција што ја направија, но во ред, тоа е нивна одлука. Прва работа. Второ, бидејќи со одвоени избори ќе зборувавме за ингеренции, сега зборуваме за партиски програми. Сега се плаши СДСМ, се извинувам, се плаши СДСМ, односно мислам дека се плаши Ковачевски, дека странците би застанале за избор на Стео Пендаровски, но не би застанале за избор на Димитар Ковачевски. Односно, некоја реприза на ситуација 2006-2008 година, кога Драган Павлович Латас велеше дека тоа е идеална комбинација на мудрост и искуството на Бранко Царенковски и техноменаџерството на Никола Груевски. Сега Мицковски би требало да биде техноменаџер, а Стео Пендаровски мудрост и искуство. Мислам колку тешко е да го прифатиме, но еве некоја реприза на таа ситуација. Постојат многу подземни обиди за договарање и преклопување на олигархијата, но еве дека ќе го тргнам тоа прашање на страна. Она што е главно, би рекол повеќе по суштинско прашање во однос на тоа на последното прашање на СДСМ. Изборот е внатре во СДСМ и конкретно кај Ковачевски. И тоа го покажува последната црна листа. Со тој ветер во грб што го доби. Значи ние денеска ја снимаме емисијава, не знаеме какви ќе бидат. Среда, во сабота им е конгресот кога ќе бидат определени листите, претеничките, носителите така натаму. Не го знаеме исходот на тие листи. Небитно. Значи ќе се обидеме однапред да бидеме паметни и да предвидиме да речеме затоа што денеска е тешко воопшто да се најдат луѓе кои што размислуваат на ова прашање. Ние можеме политичките партии една година однапред да ги анализираме. Бејќи тие со ништо не може да изненадат. За жал се согласувам. Апсолутно, значи толку се лесно прочитливи. Толку е тоа шаблонизирано. Толку е тоа неинвентивно во последните неколку години, што нема потреба ни да ги анализирате, што се вели ден за ден или промптно. Да, но вакви упади покажуваат дека како што беше во понеделникот. Порака, ова е понеделникот е порака со Стефче Кимовски. Токму така. Тоа е порака дека тоа како што политичките партии замислуваат да кажат кој е прозападен, кој е проамерикански, тоа важи од Табановци до Богородица. Затоа кој каков е во очите на нашите сојузници, тоа си знаат тие. Не ми кажам право. Кога видов Стефче Кимовски да глуми американец на оној портал, кој исто така преку ног почна да глуми американски портал, ја тога сватив дека на таа империја нема спас. Чим почна Стефче Кимовски и неговите пенташи да ве фалат и да се главни американци во државата, тога знаев дека таа империја мора да пропадне ко Римската империја. Јас знам дека англискиот јазик не се пишува на кирилица. Тука ќе застанам, значи сето она што значело представување на луѓе кои што дека биле блиски до или до не, еве го сега се расчистува и се гледа. Величковски. Гледате, сите се изненадени од Катица Јанева од Стефче Кимовски, сакам тоа да го анализирам, бидејќи тоа е клучно, па ќе дојме до СДСМ, што тоа значи при креањето на листите на СДСМ. Меѓутоа сега Стефче Кимовски е единствен лиценциран трампист или македонска верзија на Доналд Трамп. Тоа го кажа на пресконференцијата дека американската администрација, како вели, странски служби се мешат во претседателските избори на Република Македонија, прито не вели мене ми го прават тоа што американците му го прават на Путин, бидејќи 2017 година беше нацртан на средба заедно со луѓе кои учествуваа во оние немили настани на 27 април 2017 година во Република Македонија, едно оки, двооки и така натаму.
Во Стефче Кимовски не били тоа ми го прават што му го прават на Путин, него ми го прават тоа што му го прават на Трамп, што значи дека тој е веќе лиценциран Доналд Трамп и трампист во Република Македонија. Се надам дека има доволно станови за да биде Доналд Трамп кој беше градезнички магнат и градеше станови во Њујорк. Па, ако се земе за кој период е ставен на црната листа, практично покажува дека До 2017. Покажува дека всушност тоа е период во кој што исто така се наоѓаат и врските, се потекнува да кажеме од Камчев, нели? Кој исто така прв ставен на листата и нели сите се подсмеваа. Зборам од покрупните имиња. Сите се подсмеваа пред години нешто на тоа. Ништо не може таа листа. Џабе ги ставаат. Кога се појавија Груевски и Мјалков таму, нели истото. Кога дојде Кочан Ѓурчев на листата, веќе кнедлата се појави особено кај олигархијата и кај незините Живаѓавиќ медиуми. Кога сето тоа веќе се добива ново забрзување, практично и на СДС и на политичките партии им се кажува, дечки, имате две опции. Да се тргнете од олигархиската шема, против која водиме декомунистикација, дејугословенизација и декорумпирање на државата и општеството и институциите, или ќе завршите заедно со нив. Ако ги кандидирате нивните кандидати и луѓе, ако соработувате со нив, вие сте соучесници во процесот. Кажете, дека ако Стефче Кимовски не учествуваше во трката или во претседателските избори, немаше сега или немаше толку брзо да заврши на црната листа, бидејќи има многу подобри кандидати од него пред него да заврши на црната листа. Дека сега е искористен моментумот дека тој учесник во претседателската трка и е пратена преку Стефче Кимовски порека до сите партии. Внимавајте како ги составувате пратеничките листи. Али Ахмети тоа веројатно прв го разбра. Ако забележувате, и нема министри од редовите на ДУИ кои ќе бидат дел на пратеничките листи. Нема, но не сакам да кажам дека е мешање. Да користат како алиби за имунитет. Да, значи на луѓето кои правеле криминал во извршната власт. Значи не верувам дека американската амбасада или американскиот Стейт департмент се мешаат во изборите. Не. Јакимовски би се нашол веројатно на таа листа. Затоа излезе Джеймс О'Брајен, човекот кој прави американски црни листи, и направи одредена алузија дека ако се гласа за лидерот на опозицијата, односно на Христијан Мицкоски, без да каже што планира да направи во однос на францускиот предлог евроинтегративните патишта на Република Македонија, тоа исто кој да купувате автомобил од продавач кој не ви кажува перформанси на автомобилот. Па тоа секој граѓанин на Северна Македонија и секој македонец го знае дека нема зошто да верувам на невидено. Тие што гласат за ВМРО се граѓани на Македонија и за нив не важи формулација која се обрекат на граѓани на Северна истото, не сакаат да си го признаат или има друга визија како би се уградиле во победата. Не водам сега во поединечни. Да се вратиме на Стефче Кимовски. Она што е пораката, значи до политичките партии, особено до оние кои што се декларираат и кои што на крајот на криштата подметнали грб за да државата се најде во НАТО и да се движи по тој европски пат. Всушност да бидат ослободени од долгување услуги преку кандидирање, сокривање, ако не и финансирање на нивните политички процеси од таа олигархија. Која се спојува низ градежништвото, низ банкарството, и ако забележувате една најголемата банка во земјата треба да ја преземе токму банката, да речеме случајно ли или не, на Орце Камчев, Стопанска банка Битола. Не банката на Орце Камчев. Во таа банка пред 5 години кога паѓа Никола Груевски, акционери се и Сашо Мјалков и Пелистерка. И сето она што е финансирано од таа банка и така натаму. Пелистерка, кандидат на Пелистерка е Миле Зечевиќ, кој до пред една година е председател на надзорниот одбор на таа банка, генералниот секретар на СДСМ. Погледате, случајно може да не се најде да биде носител на пратеничките листи на СДСМ, иако учествува правење на пратеничките листи. Сите овие играчи пие кафења со одредена кирилица варијанта на американската амбасада или на американското кале, и сите кои пија кафе со таа кирилица варијанта на американското кале или заврши на црната листа, или не беа поканети на коктелот или на прославата на американската амбасада и третиот предминатата година. Одлични поенти, но и третиот дел. Кој е оној што денеска стои зад донесувањето, а кој е оној што стои зад блокирањето на законот за примена на рестриктивни мерки? Бидејќи, кога е најден спојот меѓу градежништвото, политиката, финансиите, конкретно случај, текот на парите. Најден е текот на парите. Тој тек на парите беше прекинато истражувањето.
токму од страна на Катица Јанева, која е ставена исто така на црната листа. И со тоа е кажано дека тие што го саботирале проектот, може би на кратко време го одложиле, Господин Величковски, но не трајно. ви го спомнав Панче Тошковски. И ви спомнав трите играчи. Пелистрка, Мјалков, Орце Камчев. Тоа е случај Империја 1, но тоа е случај Империја 2. Панче Тошковски е близок роднина преку својата сопруга со Пелистрка. Тоа е иста адреса. Тоа е исти центар. И тие мислат дека сега имат контрола на процесите. Джес Бейли, то пред 5 години амбасадор на Америка во Република Македонија, инсистираше на спроведување на Империја 2, а тоа отварање на заедничка фирма во Ростов на Дон, од кај што потекнува Сергеј Самсоненко. Отварање на фирма тамо преку која ќе се кршат санкциите уште тогаш кон Руската Федерација. И тоа остана нерасчистено. Еве ви ги трагите којот. Не треба ништо повеќе, само следете ги парите како се движат во Република Македонија. Вашата предност е што знаете во кратко време да ги срочите прецизно информациите и ви благодарам за тоа што го илустрирате, практично го илустрираме ова што се зборува. И заради тоа, повторно гледате како се навраќа на актуелните политички партии. Гледате го тоа кисело задоволство на ВМРО ДПМН со појавувањето на црната листа. Прво беше Славија 1 час, Толку. 2 Толку. на социјалните мрежи ја снема темата. Толку. Сега денови забележуваме дека со снимки вакви или такви компрометирачки се обидува да се оттргне вниманието. Нема да се оттргне. Оваа порака со понеделничката порака нема да биде тргната лесно, ќе остане да лебде. Карпош е многу интересна општина и изборот на градоначалник на Карпош или битката за пратеник од Карпош биле секогаш лакмус на политичките пазарења, политичките манипулации или политичките порази. Стефче Акимовски во неколку мандати го поразува или ВМРО ДПМН, го поразува или Орце Камчев, или заедно губат со Орце Камчев од Данило Григоровски и го поразува кандидатот на СДСМ. И гледате, токму е Стефче Акимовски одбран тој да биде искористен за да може да биде испратена порака. Иако Јакимовски тоа ќе користи во претседателските избори и ќе може да им каже и на Гордана Силјановска, и на Билјана Ванковска, и на Максим Димитриевски, вие сте само Доналд Трамп на батерии, а јас сум единствен лиценциран Доналд Трамп на овие избори. Да, но на крајот на краиштата повторно доаѓаме до тоа кога ќе се отвори токсичноста на ликови. Забележувате како токсични ликови полека ги снемува. Или ако економско прашањето мора да ја трансформираат својата собственост и да се тргнат од фирмите, или доколку станува збор за политичари, избираат во кој момент ќе мора да ја прекинат својата политичка дејност, бидејќи ги повлекуваат со себе партиите или своите коалициони партнери. Ја очекував дека ќе кажете дека, гледате, еден по еден играчите кој учествува во процесот на враќање на Никола Груевски во Република Македонија, па дури беше нарачана анкета во неделникот Фокус, кој беше објавена подоцна на социјалните мрежи, и Артан Груби, и Миле Зечевич, и Стефче Екимовски, и медиумската групација која стоеше за тоа, кој стана преку ног американци, одеднаш гледате ги снема. Артан Груби нема да биде на листа, може би Миле Зечевич, а Стефче Екимовски става на црна листа. Значи Стефче Екимовски за разлика од нив е на листа, овие не се на листи. Сега за сега. Прашање, да, тоа е вториот дел. Прашање кој или кога би бил ставен на тие црни листи, и другата работа, пораката до политичките партии, во политичките партии е многу добро разбран. На примерот на Дуи гледаме дека таму е разбрано уште пред да им се прати јавно. Кај политичките партии, кај македонците особено, значи кај политичките партии ВМРО ДПМН и СДСМ, постоеше обид да се избегне оваа тема, но сега очигледно дека им се кажува и носител на листа да вие нема да има имунитет. Затоа политичките партии, особено сега ќе кажам СДСМ и Димитар Ковачевски, може да бира. Ќе се опкружи со луѓе со авторитет или со баратели на пратенички имунитет. Ќе видиме. Катица Јанева, гледате, Стефче Екимовски крена галама и се говори повеќе за Стефче Екимовски, меѓутоа на таа црна листа од понеделникот ставена и Катица Јанева, си отслужи Катица Јанева, не постои веќе специјално јавно обвинителство, сега е полуслободен граѓанин, без никаква политичка тежина, без никаква функција, без никаква власт да може да спроведе одредена политика, зашто е Катица Јанева ставена на црната листа.
А дали таа била единствен функционер или единствен вработен или единствено лице во тоа специјално обвинителство? Не, таму има многу и тие се сега на полуфункции, и Ленче Ристевска, и Фатиме Фетаи, Па добре, јас ако не се лажам, и Трајче Пеливанов. ама ако не се лажам, таму имаше и соработници, нели, во тоа советници или Дел како од се нив, вика во... да, Димитар Пасиев беше советник. Забележувате како сите вештачки проекти, вештачки кадровски проекти неславно завршуваат. А обидот и Некој ќе вери че Југославија како вештачки проект неславно заврши. Значи сите такви некои Франкенштајн, симбиози и компилации на крај неславно завршуваат. зборувам за кадровската шема. СЈО беше одлично замислено. Но прашањето е кој, да кажам, на кириличен англиски ги подметнал кадровските решенија внатре. Ставањето на катеца Јанева значи дека не е тргнато вниманието од тие предмети, прва работа, и второ, не е тргнат ни фокусот од тоа кои кадровски решенија ги прекинале истражните процеси и практично го корумпирале самото СЈО, односно го упропастиле проектот. Ако тоа е капитал проект на американците. Немате чувство дека пребрзо... Тоа беше капитален проект на државата. На државата. Со помош од меѓународната заедница и особено од Америка. Но со договор на Зоран Заев и на Никола Груевски. И ако Катица Јанева формулацијата дека злоупотребила политичко влијание, чие политичко влијание го злоупотребила Катица Јанева? Тоа е формулацијата, нели, на ставање, причината за ставање на Катица Јанева на листа. Две од трите имиња што ги споменавте до сега се на црната листа. Да, само едно не. Во Струмица зборат американски на кирилица или американски на латиница? Јас би им препорачал на латиница. На латиница зборат. Вики, ви имавте една формулација дека во тој однос помеѓу Заев и Мицкоски секојаш ќе биде малцинскиот партнер. Во меѓувреме очигледно се сменија работите и во тој однос помеѓу Заев и Мицкоски е мнозинскиот партнер, кој ги врати прво Зоран Заев во игра, да може Зоран Заев да преговара за одредена заедничка влада на ВМРО и на СДСМ по германски модел, тоа е некаде пред минатата година, ноември-декември, значи 2022 кон 2023 година, и кој всушност му возможи на Христијан Мицкоски од политичка гарсонјера или изборна гарсонјера четворка напред да биде, а не петка, да се чувствува како сигурен победник на изборите. Сите да могат набаци рака од олигархија до медиуми. Олигархија може и не моди, но медиумите модат дел нова пониска бизнес структура, да се прави танге франге, да му се прогледа низ прсти на негови блиски соработници за раштански луѓе, да сите можни процеси. Вака. Дали ќе остане акционерскиот удел ист во тој однос, зависи од Ковачевски. Бидејќи, повторно ќе кажам, со тие листи што ќе ги формира, или ќе формира листи на баратели на имунитет, или со лица со авторитет ќе влезе во политичка борба. Првата работа е тоа. Втората работа, доколку се определи за политичка борба, тогаш ќе може да најде сојузници во кои што па може би на неочекувани места. Да не бара од калето. Трето, Да не бара од калето. па не ми личи Ако така. бара од калето, Не личи ќе така, прекинеме, нема мислам потреба да да знаете, прекинеме. да не испадне дека еве прекинуваме некоја битна комуникација. Знаеме да ги цениме битните Да комуникации. знаете. И во таа смисла, секогаш кога ќе успее да се формира еден правец јасен во државата, тој ќе најде секако на отпор, особено од олигархијата и од незините инсталации во Гледате партиите. фудбал? Не многу. Се сеќате на оној пенал на Серхио Рамос против Байерн Михен, кога пукна топката на 15 метри над голот. Дали Ковачевски сега му е дадено да шутира пенал? Знаете, добро е дека ви дава да шутирате пенали, лошо е кога ќе престана да ви дава да шутирате пенали. Дали ќе има пенали уште за шутирање, зависи од тоа дали пред неговата бројка ќе има, на пратеници ќе има тројка, а дали ВМРО ДПМН ќе биде, Мицкоски ќе биде во позиција да формира влада, зависи од тоа дали ќе има напред петка и што ќе биде после петката. Видите, Наједноставно кажа. дали СДСМ ќе има помалку или повеќе од Да, 30 пратеници, но- дали ВМРО ДПМН ќе има помалку или повеќе од 50 пратеници, тоа е, значи. И третата работа, видите за каков збир на перцепции ние зборуваме. Ние сега немаме кампања. И во изминатиот период не постои воопшто кампања, само се градат перцепции.
Затоа што кога ги следите истражувањата на јавното мислење, денеска имаш истражување. СДСМ пример ќе има од 26 до 30. Ама тој истражување го прави државната телевизија. Да, тоа е посебно прашање. Кадар на чело на државната телевизија е кадар на овој кадар на кирилица од американската амбасада. Така. Видите сите кои пие кафе со него завршена црните листи, но овој кадар негов на чело на државната телевизија кој е таму 12 години, кој се вклучува активно во процесот на создавање на перцепција, бидејќи едно е приватни телевизии и медиуми да ви создаваат перцепција, друго е кога вие гледате од страна со амбасадите пренесот. Од понеделникот сите тие не спијат така мирно. Бидејќи кириличните кадри во американската амбасада верувам дека се наизненадени од ова. Стефче Кимовски, ниф им даше локации за градинки и за школи во општина Карпош. Ете, гледате како некои работи се излегуваат на површина. Но да се вратиме назад за перцепциите. ВМРО да помене ќе има 50 до 54. Тие згради е куќи блиско до Стефче Кимовски, односно блиско до Љубисав Иванов или синот на Љубисав Иванов во општина Карпош. А знаете како јас имам проблем што овие информации ги знам и како такви не ги ставам во, како да кажам, не ги ставам во оптек, не разговарам за нив бидејќи сметам дека им се познати на сите. Мислам дека не им се познати. Па ете. Мислам дека граѓаните не им се познати многу информации. И дека заради тоа е или не сака да ги примат тие информации, знаете. Веројатно и тоа. Бидејќи граѓаните платија прескапа цена овие 32 години. Така. И сега ми се чини дека ќе платат многу скапа цена во наредните 8 до 10 години. И тој нивни избори не им се меша. Доколку овој тренд продолжи, да. Но затоа враќам на борбата за перцепција. Вие практично имате разлика од 8 пратеници. Ама се вели анкетата е со точност од 95% плюс минус 1%. Луѓе, вие зборуваме во вкупна бројка од 70 пратеника, вие зборувате дека не знаеме за 8 пратеника разлика кај ќе завршат и слично. И тоа се рефлектира на Никола Груевски победи со 45 пратеника, Владо Бочковски имаше 32 пратеника. Така е. Тоа се 13 пратеника. А разлика беше некаде 80.000, Значи, 80.000 гласови. Бидејќи кај нас сега, само се надам дека не одземам премногу време од емисијата, бидејќи кај нас сега се е видено. Ние имаме сега реплика на обид за реплика на состојбата 2005, 2006 до 2008. Рушењето на Владо Бучковски. Значи сега рушењето на Ковачевски се спроведува по истото сценарио со рушењето на Владо Бучковски 2005-2006 година. Мислам дека тоа да уште во ноември го најавив дека е очекуван процес, особено во моментот кога Ковачевски ќе се тргне од премиерската позиција и кога ќе се врати на Бихачка. Но затоа пред него беше изборот или ќе оди со јасна постава и јасна политика, или доколку води внатре-партиски баланс со олигархиски талози, тогаш и тој ќе падне во талогот и не очекувавте премногу Димитар Ковачевски? Па јас секогаш сакам да го барам најдоброто кај луѓето и да го мотивирам да дојдеме до такви решенија. Имаше една таква секвенца или епизода и како прв човек на еден Телеком, па се повлече последна година. Истата некоја ситуација има сега како прв човек на владата или како прв човек на СДСМ и повторно не покажа жилавост да се бори за таа функција која има, за да може да расчисти со луѓе, да расчисти со процеси, да се наметни како носител на процесите. Тоа ја прашам дали не очекувавте премногу Димитар Ковачевски? Мојата работа или мојот правец секогаш бил во тоа да ги охрабрувам луѓето, секој од нас да го даде најдоброто од себе. Изборот на Ковачевски е избор на СДСМ. Јас немам тука намера да пледирам да се мешам во нивни партиски работи. Она што било потребно секогаш било да се најдат, особено во кризни моменти, а ние сме во кризен момент, да се најдат луѓе кои што под притисок може да функционираат. Гледате, Ковачевски е многу поблизок до олигархијата од Христијан Мицкоски. Бил на чело на одредени институции, бил на чело на одредени акционерски друштва, мокни компании, самиот има приватна компанија и олигархијата не тргна фронтално против Димитар Ковачевски. Чекаше да види што ќе направи. Во оној момент кога Димитар Ковачевски не тргна фронтално против Зоран Заев, бидејќи Зоран Заев после 2021 година, 2022 година е маргинализиран, кога видува дека Ковачевски не влегува во пресметка со Зоран Заев, а вие не може да бидете лидер на една партија ако сте во коалиција со претходниот лидер. Мора да влезете или да станете лидер во конфронтација, во битка со претходниот лидер, тогаш и олигархијата престана да му се плаши на Ковачевски. Тоа е сосема нормално, заради тоа што доколку вие видите дека постои
повеќе или помалку успешен судир со негативните тенденции, не само значи внатре-партиски, толку доколку еве да речеме доколку се обстанеше на идејата за и доколку се донесе законот за примена на рестриктивни мерки. Тоа значи веднаш во старт ограничување на малигните влијанија во земјата. На олигархија. Кој што преку олигархијата, преку нејзините медиуми, преку нејзините инсталации во политичките партии, во сите политички партии. И тие инсталации, тие групации, кои што се и антиевропски и антинато, тие прават надпартиска коалиција. Чадор. Во нив партиите се Мицковски е само инструмент. Мицковски е под тој чадор, дел на тој чадор или тој го контролира тој чадор? Се плашам дека не, за контрола на тој чадор мислам дека нема, може би сакал, но не. А во делот на тоа дали е под тој чадор, не спротивувајќи се на овие тенденции, но што јасно е кажано и година дена се гледа, излегува така. Истите луѓе, Антонио Милошевски, целата таа екипа кој учествуваше во демонтажата на специјалното јавно обвинителство, сега се против овој закон за рестриктивни мерки. Дури малце им беше чудно што македонската влада го избра министерот за надворешни работи тој да биде промотор на тој закон, точно сакајќи Антонио Милошевски како прв човек на таа собраниска комисија за надворешна политика да го блокира тој закон. На овој начин се отвори... Случајно или тоа е некој осмислен концепт? Па мислам дека е случајно, но очекувањето само се барало каде ќе се најде она опорита точка каде што ќе може да се употреби тоа влијание да се запре законот. И еве денеска ќе поставам прашање. Доколку ВМРО ДПМН сака да докаже дека е за натамошно членство на Северна Македонија во НАТО, доколку сака да се спротивстави на малигните влијанија, доколку сака да спречи тие малигни влијанија и натаму да се движат преку олигархијата, доколку сака да ја види земјата во Европската унија, зошто не презема чекор да го деблокира законот? Зошто Мицковски не му каже на Милошевски, ајде, завршете таа. Зошто ВМРО го блокира законот? Да? Гледате, и специјално јавно обвинителство, дури тие тоа го пишуваат како битна ставка во нивното CV. Затоа што тогаш се распаѓа, тие ги спречуваат тие рестриктивни мерки од Америка. Од една страна велат, видите, ништо, не се битни тие мерки. Тие мерки ништо не можат. Добро, ако не се битни, тогаш зошто ако мерките не се битни, вие не го усвоите законот, бидејќи тоа е небитен закон во таква една. Тогаш е фолклор закон. Па не само тоа. Оче гледа дека се мерките битни и дека тие се исплашени од тие мерки. Затоа што тогаш бидејќи нивните финансиери ќе бидат или се опфатени од тие мерки. И тогаш мора практично да им кажат, дечки, вашето заврши, ние ќе пробаме да се спасиме. ВМРО ДПМН, дали ќе го направи тоа или не, останува сега да покажат низ деблокадата на законот за посебни рестриктивни мерки. Сега треба да покажат, сега. Не ви е јасно што тие мислат и што работат во изминатите 7 години или 6 години во мандат на Христо Мицковски? Јасно, мене ми е јасно. Сега ќе им биде јасно и на граѓаните. Бидејќи, вака ќе им кажам, особено на гледачите. Сите оние работи, знаете дали е тоа во согласност со правата, со слободите? Бидејќи овој закон постои и до сега. И само се дополнува законот од кои црни листи уште луѓето ќе им бидат блокирани и конкретно какви мерки ќе им се прави на средства. Но вториот дел, ако сакаат да влезат граѓаните во замката да ги сожалуваат оние кои што 30 години им го одземале и тогаш младоста и сега староста, нека ги поддржуваат. Милошевски, гледате. Во ВМРО ДПМН кој првиот скок над 200.000 гласови, бидејќи ВМРО ДПМН некаде почетокот 90-те години била патриотска партија, партија формирана како наследник на тоа историско ВМРО, трите или четирите булки свети. После станува наследник, во формирањето баш не. Баш и не. Меѓутоа еве патриотска, барале репрезентација. Таму има патриоти, нема збор за тоа. Барале посебна држава и така натаму и така натаму. Меѓутоа првиот скок над 200.000 гласови ги прават со процесот на приватизација. Децата или луѓето кои стануваат без работа во процес на приватизација, стануваат гласачка машинерија или гласачка база на ВМРО ДПМН, например Димитар Апасиев. После доаѓа вториот процес, а тоа е рамковниот договор војната 2001 година, кога децата кои растат после 2001 година ги мрзат албанците, не ги сакаат албанците и така натаму, па тие сега стануваат некоја гласачка база, не знам, на Апасиев и така. Меѓутоа, ВМРО ДПМН од партија која жилаво се бори против олигархијата, бара ревизија на приватизацијата. Сега ВМРО ДПМН е продолжена рака наша на олигархијата за да се спречат сите тие процеси во Република Македонија. ВМРО ДПМН тоа го најави со гласањето против предложените уставни измени 2012 година, мислам дека беа, за незастарување на кривичните дела од приватизацијата.
ВМРО ДПМН е тогаш топтан си гласаа против. Значи јас ќе ве Против подсетам. за Против таков не амандман. застарување на Сега, за сите. волја на вистината, ние можеме да зборуваме вака, така. СДСМ тогаш, јас бев пратеник во таа коалиција, ние излеговме со таков предлог. И спротивставувањето не беше од СДСМ, спротивставувањето дојде од ВМРО ДПМН. Значи, тие заедно со, ако не се лажам, заедно со ДУИ тогаш гласаа против. Па добро, Дуи Тала Џафери беше против законот за рестриктивни мерки. И рече дека тој не се согласува. Ама зошто тоа да ние биде мислиме- инкорпорирано во правниот систем на Република Македонија. Па подосна пиеше кафе со американската амбасадорка, одеднаш се свести дека тој закон е добар и дека треба да биде применет. И тоа се случува во 24 часа. Заради тоа што политичарите, политичките партии, ако сакате структурите, манифестираат свесност врз основа на тоа кога ќе ја проценат информацијата што ја добиваат, процесот што го следат. Знаат дека или ќе се посложат со своите сојузници таму каде што сме, со нашите сојузници во НАТО, или ќе бидеме против нив. Ние сме земја членка на НАТО и ние мораме да соработуваме со своите сојузници. Исто како што заштитата во овој момент на целиот овој евроатлантски простор зависи од сите и од оние што се на првата линија на фронтот практично што се води во Украина и на оние што сме ние во позадина. Така што ако сметам ВМРО ДПМН дека смее да си игра со безбедноста на јужното крило на НАТО, саботирајќи го спроведувањето на протоколот по Софискиот договор, во ред тој е нивен избор. Но нека тоа не може да значи дека македонците треба да се согласат со тоа. Величковски, уште 3 блока на прашање, кратко да се обидеме на тоа. Зошто не успеа операцијата за враќање на Никола Груевски? Тоа значи дека американската амбасада не била целосно вклучена во тој процес? Не знам зошто би била... Иако со нивна слика, нели со нивна слика се водеше тој процес. И кога некој ќе прашаше зошто вие тоа го правите, никаме добро знаеш ова. Ама јас пак ќе прашам. Ама јас пак ќе прашам со кои американци пиеле кафе, кириличните или латиничните? Тие кои што викале дека ќе го вратат Груевски. Јас мислам дека со кириличните. Значи правеле некој. Ама видете за таа операција така наречена, сите кафе, зборува, значи тоа не може да биде нешто тајно што сите го знаат. Тој во фокус имаше анкета, нели како беше. ВМРО ДПМН под контрола на Хрисан Мицковски има толку проценти на доверба кај граѓаните, а ВМРО ДПМН под контрола на Никола Груевски има толку проценти на доверба кај граѓаните. Значи дека само што не била формирана таа партија, ВМРО ДПМН под контрола на Никола Груевски. Самите го дадовте одговорот, како да ви кажам. Зошто не беше формиран Европскиот фронт помеѓу СДСМ и ДУИ? Или помеѓу ДУИ и СДСМ? Во овој момент навистина веќе не знам дали имаме потреба да зборуваме за тоа прашање. За жал мислам дека се изгубени сериозни ефекти. За жал мислам дека е направена цела дисторзија практично на еден проектиран, сосема би рекол пристоен успех на таква една коалиција. Тоа беше удар за Димитар Ковачевски. Димитар Ковачевски сите проценки и сите нели оние најави дека тој ќе формира идната влада ги правеше врз претпоставка дека ќе има Европски фронт и заедничка коалиција предизборна со ДУИ, која по Донтов модел во 5 изборен ден Жули Насер Збери би донела најмалку 5, а веројатно и помеѓу 5 и 8 пратеника плюс. Прашањето е тука на доследност до граѓанскиот концепт. И тоа е повторно прашањето кое што беше отворено низ предлогот и на ДУИ и на коалицијата на опозицијските партии за изборот на председател во собранието, бидејќи стануваше збор за консензус. Консензусот е составен дел на едно граѓанско општество. Граѓанското општество не е онака како што ние сакаме да го дефинираме тука. Тоа постои под правила на општа достапност и меритократија. Но тоа не значи дека ние, да речеме како македонци, треба да ги бираме представниците на албанците и обратно. Господин Величковски, ова не Едвард Кардель подобро не би го кажал и не би го објаснил. А може ли сега да кажеме да можат граѓаните да не разберат? Зошто ДУИ не направи коалиција со СДСМ? Бидејќи гледате, тие обвинуваат за некој упад на Албин Курти во политичките разврски во Република Македонија, па Арбен Таравари станува представник на таа група, дружба под контрола на Албин Курти. Ме прашувате за нешто на што не можам да ви одговорам како учесник внатре. Арбен Таравари, уште ноември минатата година, му најавува на Ковачевски дека ќе напушти владата и дека ќе биде кандидат за председател од редовите на албанската опозиција. И тоа е третиот обид на американците
или на меѓународната заедница, еве да бидеме по-прецизни, кои спасуваат владата на Димитар Ковачевски. Значи, тие ги имат информацијата дека Арбен Таравари преговара со таа структура, одеднаш се изненадени кога во крајот на февруари, почетокот на март, Арбен Таравари излегува од владата и е кандидат за председател на албанската опозиција под спонзорство на косовскиот премиер Албин Курти. Па мислам дека кај нас доживувањето е тоа, не можам да се согласам до крај со дефиниција под спонзорство, бидејќи тој само луцидно го уфрли името на Таравари, инаку по она што јас сум слушнал, но не можам, за жал немам детали. Мислам дека воопшто не се разговарало за тоа име, туку мислам дека на ниво на социјалдемократски разговори или како таму сестрински односи имаат партиите СДСМ и самоопределување, мислам дека станувало збор за други кандидати кои што би биле многу поинтересни и за македонците и за албанците. Кандидати за кои би застанали СДСМ? Па веројатно да. Зошто на крај по вас Дуи го руши Европскиот фронт? Бидејќи смета дека таа бомба и тој внатрешен конфликт на СДСМ Заев Ковачевски би можел да им експлодира во некоја заедничка коалиција? Особено доколку нема расчистени односи внатре во Социјалдемократскиот сојуз. Значи во СДСМ не се знае во чиј раце имотниот лист. Еве ако можам да ве Може и така да го кажеме. Знаете, мојот хендикеп е во тоа што јас не сум таму и не можам да коментирам внатрешни состојби на друга партија, ниту би било коректно, ниту би било корисно. Јас можам само да упатам совети. Лично си, например, дали Димитар Ковачевски го враќа Зоран Заев? Бидејќи ако странците инсистират Заев и неговата улога во четврта изборна единица да биде искористена во изборниот процес, одеднаш Зоран Заев станува лидер на СДСМ оценка. Ќе видиме нели во сабота, ние го снема во среда, а од друга страна со некаков пасивен однос кон политичките разврски го прави Христан Мицкоски фаворит да има петка напред пред бројот на претениците да може да формира едната македонска влада. Она што е најбитно е дека на тој начин паѓаат во вода сите оние скаламуци, па ќе има ваква влада, онаква влада, не, ќе има чист изборен исход и врз основа на чистиот изборен исход ќе имаме политичка влада. Тоа е суштинско. И ако го имаме, да речеме, кој готи да ја формира? Сценариото во Авганистан, кај што имате афганистанци кои соработуваат со американците, имате талибанци кои не соработуваат, но тајно преговараат со американците во Катар или во главниот град на Катар, ќе имаме ли слично сценарио тука во Република Македонија? Имате американци кои се на власт, имате американци кои се Костевчек, има схемата со Доналд Трамп американци и имате некои американци во Белата палата или талибанци во наводници да не се навредат, кои тајно преговараат со американците во планините талибанци, бидејќи палатата е висока, 8 спрата има. Вие разбирам алузијата. Повторно ќе се вратам на оно што го кажав и ќе го одговорам директно. Доколку ги застапуваат преку своите партиски листи, тие така наречени американци ги застапуваат кандидатите на олигархијата и доколку го продолжуваат до сегашниот политичко, правно, медиумски систем, нема да им се оствари целта. Величковски, ако велите дека има американци кои говорат на кирилица, Кати Цјанева би била американка која говори на некој гевгелиски диалект? Или може би така била замислена да биде проектирана. Мислите овие во Струмица, еве например Зоран Заев, разбира гевгелиски? Веројатно кога му треба има преведувач. Така што би разбрал која е гевгелиската порака на ставањето на Кати Цјанева на црната листа? Сигурно има разбрана пораката. Те заврши ли Заев на црна листа, што мислите? Не знам, тоа е нешто што го знаат американските власти. Видите, станува збор за два во наводници скриени бизнисмени. Еден помалку, тој е Димитар Ковачевски, втор повеќе, тој е Христијан Мицкоски. И двајцата предаваат на факултет, едниот кај татко му, вториот нова ниту еден Америка, после понеделникот, ниту еден од нив не може да каже јас сега се враќам назад во бизнисот после ова. После четвртокот ние веќе сменивме. Среда ни се изборите, среда за среќа, 8 мај е среда, значи после четврток. Зборам после понеделничната порака со црната листа. Тоа не може, значи или ќе кажат за кого си, со што соработуваат. Значи нема да кажат, се каже се. Ние се бавевме со политика, сега се откажуваме, се бавиме со... Кој год од нив, значи, да не биде во позиција да формира влада, не може така да се извлече како до сега. Значи, до сега беше лесно. Паричките со мене и да станувам бизнисмен. Значи, хороскопот сега е таков, што после 8 мај не чека бура во македонските
политички разврски? Па јас хороскоп многу не следам, Ама но... на калето следат сигурно 100%. Но... 100%. Не знам, веројатно. Може би, Ама но... не оној љубовен хороскоп, него пресвам политички хороскоп тамо или бизнес хороскоп, звездите ќе ви се наклоните, нема да имате пари, држте се до политика или слично? Најбитно е дека звездите и се наклоните на државата и на граѓаните. На политичките партии, вакви како што ги знаеме до сега, звездите не им се наклоните. Лично се што очекувате? Влез во политичка, во уставна криза, чиста влада и ај на крај тоа да заврши. Посакувам чиста влада, навистина морам да го кажам тоа. Не сум сигурен дека ќе успееме да дојдеме до неа, но сето тоа ќе зависи од финалните бројки. А тоа пак повторно ќе кажам, зависи од тоа што ќе излезат. Тука се три можности. Широка влада, кај што ќе бидат напикани во таа широка влада, политичка или уставна криза, бидејќи веќе има и барање за промена на уставот надвор од францускиот предлог, или некоја политичка криза, реприза на 94-та, реприза на 99-та година, посебно во албанскиот кампус, каде што Дуи би полнел, овие не би ги признавале резултатите, и останување на некоја Тала Џафери влада по принципот на Дритан Абазовиќ до следните председател, односно парламентарни предвремени со локални избори кои може да се почетокот на летото од 2025 година или почетокот несната 2025 година. Што понејасен изборен исход, предвремени парламентарни заедно со локалните неминовност. Што појасен изборен исход, со донесување новија законски измени, особено кои што зборев за да се засили владењето на правото и да се прекинат малигните влијанија, толку поголема стабилизација. Тала Џафери ќе биде листопадно или ќе биде зимзелено дрво? Ќе има пократок или подолг мандат? До сега покажал дека Не, мислам да речеме, гледате, Емил Димитриев имаше мандат од некој година и по. Не, јас ги гледам перформансите на Џафери во подолг временски период. Се сеќавате, прво беше сосема запоставуван неговиот капацитет да го води собранието, се покажа дека одлично го водеше собранието. Забележувате како ги снема сите оние тензии при изборот на премиер албанец. Одеднаш тоа како да сме го чекале 6-7 години, а не како да било нешто травматично. Изборот на Тала Џафери беше основа за 27 април, а изборот на Тала Џафери за собраниски спикер што е многу помалку битна функција, а изборот на Тала Џафери за премиер помина така. Па тоа е свилено, безконфликтно. Кога ќе се притисне олигархијата до зид, гледате како нема тензии. Како нема тепачки по автобуси, како нема, не знам, бодења кај силбо, нема дезинформации по социјални мрежи дека такво нешто се случувало. И тоа беше во еден период кога започна таква една тенденција и ако се сеќавате напишав на Facebook. Нека каже Министерството за внатрешни работи предводено од ВМРО ДПМН. Кој е сторителот? Или, бидејќи таков настан немало, некоја наводна тепачка имало или не знам што, ако нема сторител, кој ја лиферува лажната вест? Да, дека биде како оние инциденти во чашка. Тоа е целата работа, да не создаваме вештачки тензии, кои што на крај може да имаат опасни последици. Величковски. Да не се вклопуваат во таа малигното руско влијание, 1 сат и 1 минута, ми рекол дома до 1 сат, ајде, ќе ми дадат бонус од 1 или 2 минути, малигното руско влијание ќе има ли битно влијание во политичките разврски? Да. Да, и тоа веќе има. Ова ни што минуваме е борбата за задржување на малиното руско влијание низ југосоветските тајкуни, кои што ние љубиме да ги нарекуваме олигархија. Или Империја 2. Фала многу. Многу среќа. Ова беше емисијата во Центар. Интервју со Иван Величковски, 61-62 минути, поставени веројатно 70-80 прашања и тези. Многу работи после ова интервју ќе бидат појасни. Ако не ви биде јасно, ќе видите што ќе се случи после 8 мај, ново дружење вторник 22 часот и 30 минути за мембори и тие кои користат опцијата Membership на YouTube каналот Васко Ефтов. Со вас редовни гледачи, ново дружење, интервју недела во 22 часот, до вторник и недела. Пријатно вечер Македонија, каде да си.